Почитувани, добар ден. Гостин во денешното интервју на Радио Слободна Европа, лидерот на ВМРО Народна партија, Љупчо Георгиевски. Господин Георгиевски, новоформираната коалиција побуди многу различни размислувања, меѓутоа ниедно од нив не води многу далеку од личниот интерес. Имате ли други аргументи кои веќе не сме ги чуле зошто влеговте во ваква коалиција? Мислам дека многу пати во мојата политичка кариера го имам дадено примерот дека за мене политиката е повеќе од личниот интерес и можеби во поглед на македонските политичари за тоа сум карактеристичен. Еднаш кога си дадов место оставка од местото подпредседател на Републиката, вториот пат кога се повлеков од местото председател на ВМРО ДПМН и сега влегувам во една коалиција која личи наликум на непринципиелна коалиција, затоа што нашите битки со господин Цренковски се добро познати за македонската јавност. И токму затоа кажувам дека во оваа коалиција не бараме ништо за мене како политичар. И мојата намера во таа насока е многу основна. Еден повик, еден крик и еден апел. Да кажем дека Македонија оди во тотално погрешен правец по сите три или четири основни елементи на существување на една држава. Значи, тоа е демократијата, тоа е меѓународната политика и тоа е економската состојба, а за жал во последно време и мултиетничките состојби во Република Македонија. Сметам дека владата која денеска води Република Македонија не само што води погрешна политика, туку таа го трасира патот на нашата држава која е на поголема катастрофа. И тоа се единствените мотиви. Ве држи ли некаков личен мотив за пресметка со Груевски? Па, ако зборуваме за лично, можем да кажем дека личниот мотив за пресметка е се уште поголем према самиот Црвенковски, према господинот Груевски. Ако има нешто лично, без сомнение, лично е, лично го сваќам новата идеја за ВМРО ДПМН. Партијата која сум ја формирал во 90-та година, денеска стана собствена карикатура. Јас сметам дека денешното ВМРО, тоа може да го доживеете и како политички и како личен договор. Сметам дека денешното ВМРО ДПМН е мој личен пораз. Денешното ВМРО ДПМН е идеологија која не постои, тоа е партија која лажно се представува и едноставно се чувствувам одговорен таа позиција на ВМРО ДПМН да ја разобличувам до крај. Ќе пишувате ли сами програмата за изборите или заедно со коалиционите партнери? Гледате, програмата ќе без сомнение ќе пишуваме заедно, при што нормално граѓаните не треба да очекуваат некој спектакуларен текст од 150 или 300 страни програма, затоа што такви програми имаме кај природбата, така што може таму да се прочитаат многу работи кои никогаш нема ни да се остварат. Целта програмата ќе биде во тие точки кои што кажав, значи нешто што не обединува сите заеднички, а вториот момент, секој градоначалник треба да си направи своја програма. Знаете, една е специфичноста за Скопје, друга е специфичноста за Охрид или за Радовиш, така што тука оној кој ќе биде градоначалник треба да ја даде својата визија за конкретното место и за конкретниот град. На ниво на партии останува единствена програмата да се урне Груевски од власт? Не, на ниво на лидерите ќе остане програмата да ја вратиме демократијата и демократските принципи во Република Македонија, да излезе Македонија од оваа меѓународна изолација, да се постават темелите на една здрава економија и да се престане со ова нерационално задолжување за уште поднерационални проекти, да ја разобличиме оваа нова мултиетничка тензија кому никому не му е потребна. Тоа ќе бидат основните политички постулати кои сметам дека не се малку затоа што се суштински. Имате ли концепт за решавање на спорот за името? Кои се вашите црвени линии, да речеме, во поглед на решавањето на спорот за името? Па, гледате, црвените линии се оние кои досега добро се исцртени. Македонскиот јазик, прашањето на македонската нација, иако и тука кога ќе отворите прашањето на македонската нација, се поставува прашањето, што можеме многу да го дискутираме, на кој начин, значи што значи име на држава, што значи нација. Меѓутоа, основната работа кај треба да се почне е што владата на Република Македонија конечно треба да пресече за кое име разговара.
За која додавка разговара? Дали за Горна или за Северна Македонија? Се сеќавам на ваши изјави во кои велевте дека Бугарија не може да ни застане на патот кон евроинтеграциите, меѓутоа, како што гледате во последниве месеци се случува и тоа. Како го коментирате сето тоа? Видете, кога се ни е давала таа изјава, значи состојбите меѓу Македонија и Бугарија биле на толку добро ниво каде што не можел човек ни апстрактно да помисли дека Бугарија може еден ден да ја блокира Македонија. Меѓутоа, како што одате работите, бидејќи сите не претракуваат, значи најверојатно и Албанија ќе влезе пред нас во Европската унија, најверојатно и Србија ќе влезе во Европската унија. Еден ден може и Косово да ни се случи да влезе пред Европската унија, така што најверојатно ќе бидеме сведоци сите тие држави да ни поставуваат сопствени услови, затоа што очигледно ќе останеме на крајот на возот на начин на кој што го решаваме проблемот. А што се однесува до самата конкретно со Бугарија, мене ми е жал што можам да кажем дека оваа влада која денеска постои во Република Македонија во својата надворешна политика буквално ја преслика политиката на Македонија од времето на комунизмот, ама не оној комунизам од последните 5-10 години, туку од оној комунизам од 70-тите години. Така што ние очигледно во овој момент сме отворени само према северниот сосед, и тоа максимално сме отворени, без црвени линии и без граници, а сме затворени према сите други соседи. И не знам до каде ќе оди таа развој на оваа конфронтација, меѓутоа се плашам дека има уште простор каде што македонската политика може да се развива во конфронтација. Како што и самиот велите, се уште останува голем предизвик за државава меѓуетничките односи. Меѓутоа, вие не се покажавте многу вешт во нивното разрешување. Освен тоа, постојат се уште и тие контроверзни тези кои што ги изнесувате во јавноста за размена на територии. Каков е сега вашиот поглед на овој се уште голем предизвик за државава? Веќе нема проект размени на теории. Сега има проект Учете албански јазик ако сакате да имате иднина во Република Македонија. Тоа го зборувам неколку пати, тоа го зборувам и символично, меѓутоа сметам дека и реално така. Мислам дека еден од најголемите хендикепи на македонскиот народ во оваа земничка држава е што албанците не го знаат јазикот, ние не им го знаеме јазикот. И сметам дека таа нова реалност, нели, и покрај тоа што велам, символично го кажувам тоа, меѓутоа тоа е реалноста. Ние мораме да се навикнеме да живееме со албанците. Ние мораме да се однесуваме многу потолерантно. Ние мораме да знаеме дека секој изграден споменик на лажна приказна прави иритација кај албанците. И за жал, не прави иритација само кај албанците. Јас сметам дека ние ги изгубивме торбешите, македонците муслимани, во моментот кога почнавме да ја раскажуваме приказната за античка Македонија, затоа што и тие се најдоа негде навредени во таа приказна. И мислам дека полека ќе ги изгубиме сите внатреетнички заедници, раскажувајќи приказна за нашето славно измислено минато, а при тоа не гледајќи дека демографијата не топи како народ и како нација. Едноставно сметам дека ние живееме во една хипноза и колку побрзо се разбудиме од таа хипноза, подобро ќе ни биде. По традиција очекуваме да чуеме различна реторика, по правило многу жестока на изборите. Имате ли информации кои што можат да го искомпрометираат актуелниот премиер и кои што ќе ги употребите против него во предизборната кампања? За луѓето од ВМРО ДПМН кои денеска раководат, знам многу работи лични и знам многу пикантерии, меѓутоа не сакам, не е тоа мој стил и не сакам да одам во таа насока. Значи нема да очекуваме таква реторика од ваша страна? Па не. Едноставно, одамна... Мислам дека и од самиот почеток не сум се занимавал со тој стил, меѓутоа во последните 10 години поуште помалку. Освен доколку директно не бидам нападнат и тогаш морам да вратам со конкретни настави. Ќе потсетам само за жал на еден последен напад на господинот Бошковски, кога се обиде нешто лично да ме нападне, па враќањето мислам дека му беше многу непријатно. Ви благодарам за разговорот. Тоа беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.